Во октомври заработив 33 просечни македонски плати. 25 трейдови, од кои 20 беа профитабилни. Вкупен нето профит од $20,859. И не бев единствениот што оствари ваков резултат. 56 студенти на Prime Class овој месец направија повеќе од $2,000. Дарио, Лела, Јован, Ѓорги и Дарко направија повеќе и од мене, а Лазар направи $10,500 во првиот месец. И ако мислите дека ви требаат многу пари или многу време за да почнете, 80% почнаа со акаунт од $2,500 и трошат само 7 часа неделно. Сите нивни резултати можете да ги видите на TradeWinds каналот на Discord. Пред неколку години, мојата цел беше да правам по $50 на ден. Денес со истата стратегија, студентите на Prime Class од Македонија прават илјадници долари уште во првиот месец. И ова не го кажам за фалење, туку за да знаете дека сум поминал низ истиот процес како и сите, бидејќи и јас почнав како студент на Prime Class. Ова не се приказни од Дубај или Лондон. Ова се луѓе од Скопје, Кочани, Битола, Охрид, кои имат направено вкупен профит од $605,000 во еден месец. Верувам дека ако доволно луѓе ја научат оваа вештина, ако направат профит од $3,000 и ако погледнат во цифрата, ќе има се помалку што ќе размислуваат да се спакуваат и да заминат и ќе одлучат да останат во Македонија. Моите родители пред 9 години заминаа да работат во Германија, како и многу мои другари. Не затоа што сакаат, туку затоа што мораа. Јас решив да останам и да најдам начин да направам нешто вредно овде во Македонија. Сега таа вештина ја пренесувам на секој што сака да научи и што верува дека и тука може да се успее. Затоа направив детална анализа за резултатите и трейдовите која можете да ја погледнете на мојот YouTube канал на линкот во био. И доколку сакате да добиете информации за новата група на Prime Class, кликнете на линкот во био или отидете на primeclass.mk. Имаме само 50 слободни места. Се гледаме во декември. Сега ќе ви објаснам, ќе ви покажам точните трейдови што ги имаме направено, резултатите од нив и на кој начин и која едноставна стратегија имаме користено заедно со студентите за да ги постигнеме овие профити во месец октомври. За почеток тоа што го гледате на екранот се вика TradeZella и тоа е апликација која ви возможува да го конектирате вашиот трейдинг акаунт, во овој случај е конектиран мојот Interactive Brokers акаунт и после тоа TradeZella ги ваде сите информации од брокерот кој ги праќа тука со дилеј од 24 часа, значи се што ќе направите денес, утре веќе ќе го имате апдейтирано на апликацијата. Тоа што многу луѓе го прават рачно, TradeZella ја плаќате некои $30 месечно за да го прави тоа автоматски за вас. И сега, главните работи што ни ги возможува. Прво горе, гледате дека го поставуваме филтерот за цел месец октомври, кликате на него и ставате date range, односно распон на датата од 1 до 31 октомври. Горе од левата страна ви стои нето профит или загуба и гледате дека кај мене $20,859 исто како што кажав претходно. TradeWin, што значи? Ова значи добрите трейдови наспроти лошите трейдови. Имаме 20 добри трейдови, имаме 5 изгубени трейдери. Профит факторот вкупниот профит поделен со вкупната загуба. Овде е 14,57 и после ќе видите доле тука, гледате ова е како поставено како на видео игрите ви покажува до кој степен споредено со сите трейдери, со просекот на трейдерите во светот, до кој степен ви е процентот на победа, профит факторот, average win loss, recovery factor, максимум загуба и конзистентност. DWIN, average win loss trade, значи дека секој победнички трейд ни носи $964 во просек, а секоја загуба во просек ни одзема $317. Е сега, ако отидете доле, тука кај recent trades и ако кликнете view more, тука TradeZella автоматски ги запишува сите трейдови што ги имате направено. Исто така можете да филтрирате по месеци и тоа гледате имате датум на отварање на одреден контракт, датум на затварање на одреден контракт. Ако отидеме од почеток на месец октомври ќе видите дека сме почнали со Palantir и овде net ROI е просекот на профит или загуба ако имате повеќе контракти, значи може да и плюс 50 па после да скратите на 20 и имаме на Palantir имаме просек од 30%. И после на Nvidia имаме
профит од 40%, на JD имаме 57%, после на Amazon сме изгубили 0,62%, AMD 730% и така натаму. Значи ви води евиденција за да имате точна статистика и увид во вашите трейдови. Сега ќе се вратиме назад, го покажам и последниот дел. Тука, овај како календар ви покажува по недели, најгоре имате месечно, само направам. Океј. Што имаме? Месечна статистика за месец октомври, $20,900 профит. Имате профит или загуба по недела, кој ден, по колку трейдови сте направиле, за да можете да си направите рекеп и да се водите статистика, да видите каде сте направиле грешка, заради што, после можете да споредите со чартови, да видите другите трейдери што направиле и врз база на тоа континуирано да се подобрувате секоја недела. Сега, сакам да ви покажам на кратко колку едноставна стратегија користиме за да ги правиме овие профити. Гледате дека имаме 20 успешни од 25 трейдови во месец октомври. Сите се базираат на многу едноставна стратегија што се вика break and retest. Сигурно сте ја видели на YouTube, многу трейдери ја користат. Најголемата грешка кај трейдерите што губат пари е тоа што многу често ротираат од стратегија во стратегија. Ако ќе изберете нешто што е едноставно и ќе видите дека функционира на многу луѓе или на најдобрите, нема потреба да се лажете тоа што го викат shining object синдром. Значи нема потреба секој месец да тестирате различна стратегија и вие не си давате доволно време за да ја увежбате и да почне таа да ви генерира профит. Тука на Prime Class имаме нешто многу едноставно, break and retest, ја користиме секогаш кога кога имаме bull market, бидејќи така функционира, и сега ќе ви покажам и на чарт, ќе отвориме неколку акции да видите дека 95% од трейдовите што ги имаме направено се буквално на истата стратегија, само на почеток комплексно изгледаат, сето тоа може да се научи за краток временски период и најважно е само да се следат одредени правила за менаџирање на ризик, правила за земање на профит и најважно од се е да не се прави овертрейдинг. Значи, сме можели ние да отвориме и 100 трейда, меѓутоа се држиме на некое темпо од еден трейд на ден, за да има доволно време секој тие што се на работа, ќе ви покажам после како тоа функционира, како ги информираме и другите студенти, да можат луѓе што имат работа, што имат фамилиарни обврски, да можат да постигнат без да мора да седат на компјутер по цел ден и да чекаат некој идеален трейд. Затоа сега ќе ви покажам неколку, значи ова е за тие што не знаете, ова е TradingView, скринер платформа која ви покажува движењето на одредена акција. Овде може да ги следите цените на акциите. Тоа што го гледате како хоризонтални и вертикални линии се левелите кои ги поставуваме. Нашата цела стратегија се базира на клучни левели. Имаме клучни левели на support, односно поддршка, имаме клучни левели на resistance, односно отпор. Секогаш кога ќе имаме пробивање на еден од тие левели, горе или доле, чекаме да се ретестира за да направиме некој влез. Јасно ми е дека и ја кога прв пат видов ваков чарт на YouTube, на мене ништо не ми беше јасно, меѓутоа верувајте дека со тоа што ќе посветите малку внимание на ваква работа, ќе се стекнете со вештина која што ќе може да ви генерира буквално неограничен потенцијал на приходи. Што е тука важно? Ако кликнем на страната, автоматски ќе се исклучат левелите, се изгледа многу попрегледно. Но сега ќе ви покажам што се овие работи што ги имам нацртано кај Тесла и што сум чекал да се случи за да отворам одредена позиција. Значи тука гледате имаме една диагонала од горе од 490 која паѓа се до 320, а од доле имаме 214 која што се спојува оди на кај 317. Ова е трендлайн. Гледате дека под оваа линија
никако во периодот од април до август Тесла нема паднато по таа цена, а од озгоре никогаш нема во истиот период, дури и од порано, од декември 2024 ја нема пробиено цената. И сега што се случува? Тука кога ќе се споат на крајот, доаѓа до борба меѓу купувачи и продавачи и чекаме ова, кога излегува од оваа зона на отпор, од тука, се вика breakout. Но, секогаш чекаме, за да имаме дупла конфирмација, чекаме да ретестира, односно, пробива и после паѓа доле на истата диагонала да ретестира и овде некаде ако има клучен левел или зона, дименд зона, е уште подобро да се влезе. И гледате дека после известно време, после од август до септември, значи во рок од еден месец, Тесла после тоа има направено breakout нагоре. Многу слична работа имаме на Google со тоа што тука имаме bull flag. Значи прави раст во септември до 257, после коригира до доле до 236, прави тука брейк над оваа диагонала на отпор, прави ретест и тука го направивме влезот, после мислам дека трейдот заврши со некој 67% профит. Амазон иста работа. Имаме зона, тука имаме клучен левел 212, гледате дека ми е зелениот правоаголник, 211 до 220 ми е поставено како зона за купување. Меѓутоа, тука имаме исто диагонала, тренд линија, по која што Амазон во периодот месец дена, месец и пол, никако не пропаднал под него. А горе имаме иста на отпор, која никако не успева да ја пробие во истиот тој период. Кога Амазон тука задржува и неколку кога задржува и ни доаѓа во дименд зоната, отворивме тука контракт, направи брейкаут, продававме тука, после тоа имаше студенти кои што на ретест исто така отворија, меѓутоа имаше ризик пошто имаше earning call, после тоа без разлика што направи огромен раст. Robinhood имаме многу слична ситуација. Контрактите кои ги затворив пред некој ден ги имав отворено тука во претходна зона што беше резистанс, потоа се флипна во сапорт, имав купено на 91 до 101, продадов тука горе на 150. И тоа после тоа имаме пробивање тука, имаме ретестирање на исто 120 до 124, имаме тука две линии тренд сапорт, тренд и резистанс, прави брейк од зоната, ретестира точно каде што завршува оваа диагонала, се поклопува со SMA и EMA на daily, отвараме тука, правиме профит. Palantir, иста ситуација. Имаме триаголник и имаме горе резистанс. AMD, иста ситуација. Имаме две линии, акумулира тука, купуваме, експлодира нагоре. Sofi, иста ситуација. Break, ретест на demand zone, оди до нов all-time high. Nvidia, support, trendline, resistance, trendline. Купивме доле, продадовме горе, после тоа направи брейк, сега има шанси пак да направи ретест, можеби и таму ќе влезе. Знам дека вака кога некој ви нафрла изгледа доста, целата работа изгледа доста комплицирана, исто како со што и да почнувате во животот, потребно е да дадете време, да имате структуриран пристап право до едукативен материјал, кој што ќе ве води, ќе ве научи на кои работи да обратите внимание и да ги совладете, да има една едноставна стратегија и многу е важно да вежбате. Гледате дека во просек студентите трошат по 1 сат на ден за да ги остваруваат профитите што ги остваруваат. Така да ја лично имам почнато така и сега имаме склопено концепт заедно со Иван кој што според резултатите од последните месеци е феноменален и очекуваме дека во ноември ќе имаме уште подобри резултати. Последната работа, која што сакам да ви покажам е дека тука не сте сами во ова што го правите. Имаме Swing Trades канал и секогаш објавуваме тоа што ние го правиме, односно трейдовите кои ние ги отвараме, кога продаваме, кога купуваме, каде ги ставаме профит таргетите и стоп лосовите,
па останува на студентите да си проценат дали сакат да го следат нашиот пример или за тие веќе што ќе стекнат доволно искуство, почнуваат и сами дури и тие на нас во General Trading ни даваат предлози. Така да, се што правиме ние, сите овие 25 трейда што ги имаме отворено, од кои 20 беа профитабилни, беа објавени во Swing Trades каналот. А во TradeWinds, доколку дојдете на Discord, ќе можете да ги погледнете сите резултати кои ги имаме постирано ние и кои ги имаат постирано студентите. Така да, на кратко, ова е се што сакав да покрием во ова видео. За сите дополнителни информации, доколку ве интересира за новата група на Prime Class, можете да кликнете на линкот во description и се гледаме во наредното видео. Чао!